Дали синоќа заспавте гладни, а претходната ноќ, а таа пред неа? Не смееме да се правиме глуви и слепи пред вистината дека голем број наши сограѓани немаат редовен оброк. Малку им треба за да ги направиме среќни. За среќа, меѓу нас се уште постојат хумани луѓе. На улицата Рузвелтова во Скопје постои едно мало место од каде што покрај тоа што ќе излезете сити, ова место ги топли срцата на многумина. Ние одиме токму таму. Тие преку нивната сендвичарница делат бесплатен оброк на социјално загрозени групи на граѓани, деца без родители и бездомници. Никој не останува рамнодушен кога ќе чуе за хуманата мисија на Васко Неделковски и неговата сопруга Благородна. Му велам дури и името и е соодветно. Скоро секоја година, изминативе 10 години, со мојата сопруга за нашите верски празници, Божи, Гвоздици, Великден, донираме во црквата Свети Петар и Павле храна за бездомните лица и сето тоа ни дојде така, спонтано, да оваа година одлучиме да го направиме малце на подруг начин и да излеземе појавно, да им дадеме на знаење на секој нормални граѓани да можат да помогнат на исти начин кој што сум помогнал јас со Мона. А тоа е да излеземе јавно, да напишеме една табла каде што секој човек што ќе помине ќе ја види може да донесе било кој да му помогнеме да добие топол оброк. Неделковски вели дека очекувал поголем одзив. Има група од 4-5 дечиња кои што се бездомни деца. Тие доаѓаат почесто, но и други луѓе знаат да дојдат. Не се сите исти. Има различни нормално, но одзивот не е многу голем во нашиот локал. Одзивот е голем по улиците. Значи, Денеска додели некој? Денеска се уште не. Но се случи да луѓе кои што го прочитале нашиот пост на интернет да дојдат, да купат оброк за нив и да купат други оброци, каде што нагласија, ве молам, вие сакаме да ги донирате. И ние тоа и го направивме. Значи, од нивните оброци ние ги дониравме. И јас на еден од тие луѓе ме праша на кој начин ќе донирате. И јас му одговорив дека не треба ние да донираме. Не е проблем, нека ти направат, земи си ги кесињата, појди. Каде што ќе видиш, застани дади, бидејќи на истиот начин и ние тоа го правиме. Фактички и вие сте донирале, викам тогаш. Не откри како луѓето реагираат кога им ја даваат храната. Јас првото искуство вака јавно го имав сега кога однесов првите оброци кога ги однесов во прифатниот центар кај Визбегова. Но луѓето им беше чудно. Кој е овој? Шо прават сега? Беа насмејани. И луѓето што доаѓаат овдека, кога ќе им се даде, кога ќе побараат, кога ќе им дадеш, ќе се насмеат. Тоа е битното, да има искрена насмевка, друго не е битно. Имавме еден вработен, Нермин. Јас си одев на кај дома, беше некако 11:30 часот на вечер. Пред хотел Карпош видов еден бездомник на клупа кој што спие. Му се јавив на телефон и му реков: "Нерко, слушај, нека направат еден тост, однеси му на човекот, нека јаде." И ми вика: "Абе бато, ти си лут", вика, "Шо правиш?" А викам: "Не сум ја лут, однеси му", викам, "на човекот за јадење", викам, се смрзнал, викам, ондека. Му однесе за јадење, вика: "Абе бато, има во дуќан", вика, едно кеве да му однесам", ја викам: "Однеси му едно кеве." Го прашавме дали има поддршка од фирми, хуманитарни здруженија, поединци. Ова може секој да го направи. Секој нормален човек што ќе помине на улица може да купи едно лепче, да купи саламче, кашкавалче, да го стави на првото дете што ќе го види на семафор, да му го даде. Не правам ове за угостителски објекти, за кафулиња, кафани, ресторани. Кој што сака и има срце да помогне на некого, може да го помогне, да. Ја не можам на никого да му кажам мораш ти или мора тој. Јас сум одлучил со Мона дека така ќе биде и така тераме. За понатака ќе видиме како ќе биде. Па јас би се спел со секој кој што сака да помогне на луѓето во нашава држава. Поддршка од фирми добивам, тоест ме подпомагаат луѓето што ме доставуваат лепчиња, луѓето што ме носат мевце ме помагаат.
Други фирми нудат некаква помош, но се уште не сум ја прифатил, бидејќи ова решив сам да го направам со мојата сопруга и се уште сами тераме, значи од нашиот буџет двоиме пари за тоа да го покриеме. А јас како што гледам сега по социјалните мрежи, веќе има почнато неколку локали кои што направиле ваков гест. Тоа е за поздравување, секоја чест за нив. И вработените се стрикни за тоа што прават добро дело. Какво е чувството да се донира храна? Чувството е многу убаво, сега им носам храна. Како тие реагираат кога им носите Се бесплатно? радуваат, срекни се, им го разубава мојот денат. Додека снимавме, пристигнаа и двајца бездомници за да си земат оброк. Видослав со солзи во очите ни раскажа дека не му е лесно без кров над главата. Како дознавте за оваа хумана акција? За оваа хумана акција дознавме од пријателите што спиеме у пунктот за бездомници. Што значи ова за вас? А ова е стварно многу хумано и убаво. Некој да му подаде на некого рака. Да му даде нешто. Тоа е стварно добра работа. Колку често се соочувате со хумани луѓе овде во нашата држава? Многу слабо. Има некој. Не можеме да кажеме дека нема хумани луѓе. Има хумани луѓе, ама многу поретко. Вие каде пеноќевате? Ние преноќаваме у пунктот за бездомници. Од кога сте таму? Па не држат стално. Тоа е кратко време, после пак не. Ако е завали поише, не враќат. И така. Не е решението тоа и летно дово човек треба да спие у дом свој. Значи да има кај да преноќава. А за зимовска да не зборим. Сега е ладно и сигурно сте гладни. Што сте дошле тука. Значи, така. дневно колку оброци имате? А у пунктот ни дава дневно, зависи, може еднаш до два пута, може еднаш само да биде оброк. Нема донации, тоа е тоа. А што се однесува до недел за топла облека, еве сега во зимскиве периоди, како се снаоѓате со облеката? Облеката ни дадоа нешто пред нова година. Не е лошо. Ни дадоа Јакни? јакни, джемпери, капи, шалови. Ни дава кога има нешто така. Периодот околу празниците некако тогаш сите се сеќаваат на вас. Што е во текот на целата година? Па целата година нема. Се сеќаваат само од празници на празници, тоа многу ретко. Сега се грижат, не можеме да кажеме нека не се грижат. Даре џамбас за бездомниците. Колку можат ни помагаат. Што е она што најмногу ви фали? Што е она што би ве направило вас лично среќен? Топол дом. Тоа. Неделковски пред камерата на Алфа телевизија нагласи дека овде не застануваат и понатаму ќе продолжат да подаваат рака на оние на кои им е потребна. Сега во сабота за Водици ќе отидеме пред мајка Тереза, каде што се дели бесплатен оброк на лицата бездомници и останати категории. Таму ќе однесеме околу 150 оброка. И за понатака ќе видиме како ќе се одвиваат работите. Мајка Тереза рекла, доколку не можеш да нахраниш 100, нахрани барем 1. Овие луѓе треба да бидат инспирација за сите нас.